Те вестите на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Ново скандалозно видео на кое се гледаат млади лица од Гостивар како дивеат и пукаат со огнено оружје. Видеото предизвика остри реакции на социјалните мрежи. Полицијата најави истрага и идентификација. Пукање со пиштоли во воздух, млади лица качени на автомобил со гостиварски таблици и тројца со огнено оружје во рака. Ова е дел од видеото со кое млади луѓе објавија на социјалните мрежи како слават, снимани и со телефони и со професионална камера. Објавената снимка предизвика бурни реакции во јавноста за тоа како во денешно време се уште се слави со пиштоли и пукање во воздух, иако има строга забрана за користење оружје по свадби и прослави. Ова не е во Курдистан, туку во Гостивар. Разбирам се, но не ми е јасно која е поентата. Млади лица со пиштоли и со калашникови да пукаат, па уште и да се објавуваат на социјалните мрежи. Замислете колку луѓе имаат страдано поради вакви глупости, напиша адвокатот Мухамеди на социјалните мрежи. Кога се случила прославата, не знае ниту полицијата, бидејќи не е пријавено пукање со огнено оружје при прослава. Во изминатиот период нема пријава во ОВР Гостивар за неовластено пукање со огнено оружје при семејни веселби. Во врска со настанот, под опрен глас се преземаат соодветни мерки за идентификување на лицата и расчистување на случајот, соопшти од СВР Тетово. Пукањето по свадби и прослави во Македонија трае со години, иако законот предвидува и затворски казни. Парична казна од 200 до 500 евра е за пукање кога ќе се наруши јавниот ред и мир, а зависно од последиците, пукањето може да представува и кривично дело предизвикување на општа опасност, за кое е предвидена и затворска казна од 1 до 5 години. Тамара Дичевска, Сител телевизија. На клиниката за инфективни болести се хоспитализирани тројца пациенти со сомнеж на западнонилска треска. Во овој период нема нови потврдени случаи. Нови тројца пациенти со воспаление на мозокот и сомнителни на западнонилска треска. Изминатото денонокие биле хоспитализирани на клиниката за инфективни болести. Сите се од Скопје и се на возраст на 60 години. Дали кај нив состојбата е поради Вестнайл вирусот, треба да покажат лабораториските анализи. Сите тројца пациенти, сите тројца е потврдено дека се работи за вирусно воспаление на мозокот и мозочните обвивки, но се уште немаме лабораториска потврда за видот, тоест причинителот кој го создал ова состојба кај нив. Додека другите пациенти 10 хоспитализирани, се во иста состојба, значи само 3 се критично болни и се наоѓаат во оделот за интензивно лекување, додека другите се во оделот за невроинфекции. Инфектолозите веќе алармираат дека повозрастната популација и оние со коморбидитети се најризични да ја добијат најтешката форма на инфекцијата која се јавува само кај 1% од заразените. Имајќи во предвид дека освен еден од Велес, сите други заболени се од Скопје и тоа најмногу во Драчево. Веќе имаше воредно прскање против комарци во оваа општина. Оние мерки кои што се превземени се таргетираат таму каде што имаме најголем ризик од најголем број од случаите. Во случајов тоа беше Драчево. Секако дека и во иднина, доколку се мапираат и други места, каде доколку би имало собирање на повеќе случаи од други места, дека мерките ќе бидат превземени на други места. Освен 6 случаи во Драчево, по 2 се од аеродроми Ново Лисиче и по 1 во Илинден и Сопиште. Заразата ја пренесува инфициран комарец, а симптомите се појавуваат од 3 до 14 дена по каснувањето. Инаку, Светската здравствена организација и Германското министерство за надворешни работи предупредуваат на зголемен број на случаи на западнонилска треска во делови од Јужна Европа. Посебна предпазливост се препорачува на сите што ова лето одат во Италија, Грција, Шпанија, Романија и Македонија. Сања Димитровска, Сител телевизија. Жителите на Гостивар многу скоро би можеле повторно да добијат безбедна вода за пиење. Ова се очекувањата на премиерот Христијан Мицкоски, откако водата во Гостиварскиот водовод е под забрана за пиење уште од 17 јули.
Извршено е интензивно се врши хиперхлорирање на системот и секојдневно се земаат мостри за анализа. Сепак последните информации покажуваат дека во водата се уште има присутни бактерии. Иако не станува збор за фекални бактерии, тие сепак ја прават водата небезбедна за употреба како питка. Во меѓувреме, во текот на изминатото денонокие, 60 лица побарале лекарска помош поради симптоми поврзани со епидемијата. И покрај тоа што е забележено дневно зголемување во споредба со претходниот ден, кога медицинска помош побарале 36 граѓани, од Министерството за здравство истакнуваат дека вкупниот тренд останува значително понизок. За споредба на 18 јули беа евидентирани над 600 прегледи во здравствените установи. Работени од јавното претпријатие Водовод, кој што директно со цевки и пумпи вода од река префрлиле во главниот резервоар. За тоа обвинителството постапуваше и постапува и веќе имаме лица кои што се обезбедени, сослушани и така натаму, и очекувам да имаме и проширување во истрагата. Одговорноста е лоцирана и се превземаат мерки, веќе обезбедена техничка вода за користење. Сега во моментот се случува процес на хиперхлорирање кој што го вршат експерти од јавното претпријатие Водовод Скопје. Секој ден се земаат разни примероци, се испитуваат истите и веќе можам да кажам дека одиме кон ситуација кога може би за прв пат во последните децении во Гостивар граѓаните ќе можат да користат вода за пиење која што ќе е бактериолошки исправна. Но јас замолувам за трпение затоа што сериозен пристап имаме и сериозно го вршиме овој процес и јас очекувам многу скоро денеска да граѓаните добијат покрај вода која што ја користат за технички потреби и вода за готвење и за пиење. Владата на воредна седница прогласи нова кризна состојба поради зголемена опасност од пожари. Засега состојбата е стабилна, денеска најсериозен беше пожарот кај Струшката депонија. Утрово состојбата е стабилна, има неколку активни пожари на отворен простор, но морам да укажам дека состојбата се менува од час во час. Додека давам ова изјава, може да избувнат нови пожари на различни места на државата. Во овој момент имаме еден сериозен, тежок за гасење пожар. Тоа е пожарот кој што од Струшката депонија излезе во блиската вегетација. Истиот беше активен вчера во попладневните часови. Приквечер беше ставен под делумна контрола, за жал денес повторно побегна на пожарникарите од контрола. Моментално е разгорен и кон него ќе упатиме набргу 2 ер-трактори на Дирекцијата за заштита и спасување. Ја користам ова прилика уште еднаш да упатам апел до граѓаните. Состојбата е алармантна, да не дозволиме да се појават страшни пожари кои што можат да убијат луѓе, можеби неколку километри понатаму од оној кој што предизвикува пожар. Затоа апелирам на исклучително големо внимание да не бидат предизвикани пожари кои што многу често настануваат од наивното верување на граѓаните дека фрлениот отпушок од цигара преку прозор не е опасен, но исто така и правењето на скара на убавиот илен ден или палењето оган некаде на отвор простор, каде што тие се убедени дека огнот нема да избега од контрола. Државниот санитарен и здравствен инспекторат ќе спроведе вореден стручен надзор за околностите поврзани со лекувањето на 19-годишната пациентка од Струмичко, за која нејзиниот свекор на видео што го објави на социјалните мрежи бара помош од здравствените власти, бидејќи, како што вели, останала во инвалидска количка по направен царски рез пред 1 месец. Пациентката е мајка на 2 деца, а како што објаснува нејзиниот свекор, биле во многу здравствени установи за да се утврди зошто дошло до оваква состојба. По добивањето на инспекцискиот наод и целокупната медицинска документација, Министерството ќе иницира и стручен надзор над досегашниот тек на лекувањето и постапувањето на здравствените работници и установите вклучени во случајот, велат од Министерството за здравство. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека резултатите од 2-годишната работа на неговата влада полека, но сигурно стануваат видливи за граѓаните и дека доаѓаат подобри времиња. Наташа Мерсовска ги има деталите. Индустриското производство расте, долгот се намалува. Државната статистика објави дека производството во јуни во однос на претходниот месец е зголемено за 6,5%, додека во споредба со претходната година растот изнесува близу 1%.
Најголем пораст има во преработувачката индустрија, а во секторите рударство и снабдување со енергија забележен е пад. Статистичките бројки премиерот ги оцени како добра вест за граѓаните, но лоша за опозицијата. Имаме зголемување на индустриското производство во јуни месец од 6,5% или ако се земе вториот квартал е 4%. Тоа не се добри вести за оние кои што не сакаат да успее оваа земја. Тоа се лоши вести за опозицијата која што секој ден конструира, измислува, создава хистерија во општеството. Министерството за финансија објави намалување на јавниот долг во вториот квартал за 0,1% поен или во апсолутен износ за нешто на 20 милиони евра. Сега долгот изнесува 58,8% од БДП, со што вкупната задолженост изнесува 10 милиарди и 726 милиони евра. Пад бележи државниот долг за еден месец 41 милиони евра или 0,2% поени. Имаме намалување и на државниот и на јавниот долг во вториот квартал. И сега сме на би рекол посебно за државниот долг на ниво кое што би рекол е најниско од после короната. Имаме намалување за нешто повеќе од 40 на милиони евра кај државниот и нешто повеќе од 20 на милиони евра кај јавниот долг во вториот квартал од годината. Резултатите за економските бројки се должат на двегодишната напорна работа на власта, вели премиерот, кој во иднина најави нови успеси. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.